Ние во студиото сме веќе подготвени за вториот разговор. Бранкица Митревски е веќе до мене во студиото, логопед, како што и најавив по завршувањето на првиот разговор. Благодарам што сте денеска си моја гостинка. Ви благодарам што ме повикавте. Така, ќе можеме на ти. Секако. Како логопед, како професионалец, сакам да ве прашам, кога е вистинското време да се побара помош од вашата дејност? Денес е многу лесно да се дојде до информации, нели, со интернетот, и секој родител, кога бебето е во утробата, доста истражуваат. И многу често се случува, има родители што се презагрижени и има родители што се доста опуштени. Точното, нема некое точно време, но кога ќе забележат некоја аларм промена кај детето што не им се допаѓа, најдобро да се консултираат првично со матичниот, односно педијатрот. Добро. И потоа тој ги насочува. И сега што се случува тука? Иако имаме доста информации, нели, родителите, многу често родителите тоа го занемеруваат затоа што има влијание од страна. Од типот: мало е, ќе прозбори, чекајте. И тука се прави тој гап на време кога родителите го губат времето. Кога не е рано? Кога грешиме кога велиме дека е рано? Кога мислиме дека е рано, а грешиме? Видете, кога е годинката направена, кога тука детето продува. Да се каже првиот збор. Точно. Така, на годинката. Точно. Ова не дека го знам јас многу добро, меѓутоа се подготвував за овој разговор. Така. После првата годинка треба убаво да се каже првиот збор. Ако не се каже, тоа е првиот аларм, или? Првиот аларм треба да биде и порано, доколку детето не се одзива на името. Тоа се појавува кај 9-тиот, 10-тиот месец. Нали, не се врти кога ќе се напомене каде е мама или каде е мама, особено децата веднаш ја бараат. Така да тие се можеби тие први аларми, но ајде после првата година кога детето ќе проводи, мора да се појави зборот со значење. Тие се развојни норми. Многу често слушам: ама порано било вака, сега е така. Развојот на мозокот и тогаш и сега е ист. Развојните норми се исти во однос на говорот. Така да си слушаат интуицијата родителите, затоа што мајките не грешат. Но секогаш тука има некој: ајде, не се секирај, нели? Тоа ќе се појави говорот. Значи не треба да се биде преопуштен. Не треба да се биде преопуштен, затоа што во пракса сега, ова ново време, нашиот брз живот не ни дозволува многу на време да ги погледнеме тие работи и тука се прават пропусти. Кои се најчести проблеми со говорот денеска? Имав прилика во минатото да работам во детски градинки и кога влегувавме во групите, тогаш имаше од група од 30 деца, имаше 2 што нема говор, 5 што има некоја, ние ги кажуваме дислали, односно нарушување на артикулација. Сега сликата е многу поразлична. Влегувате во група од деца, 10 немаат правилен говор или неразвиен говор, и сите останати имаат дислалија, нарушена артикулација. За колку време, период временски се случи тоа? 10 години, 15? 15, 10-15 ќе ставиме таква некоја рамка. И што е причината за таквата промена? Ние родителите? Ајде да се обвиниме прво себе си, нели? И тоа што модерното време ни го наложува, значи не обрнуваме внимание на децата. Тоа е еден факт. Во кој дел се влоши? Што се влоши? Бидејќи го кажавте малку професионално, малку... Што се влоши, да ни објасните? Денес дојдовме до ситуација да не се игра со децата. Денес дојдовме до ситуација да се форсираат децата за букви, за форми, за броеви, за, нели, англиски јазик, треба да се знае пред македонскиот, затоа што, нели, така... Синото е блу. Точно. Да, јаболкото е апл секогаш. И од тука се прават грешките. Нели, играта е заборавена. Децата треба да се движат, да играат во таа возраст и така се развива говорот. Така се развива и имагинацијата. Колку децата повеќе фантазираат, толку поопуштено ќе им доаѓа да го кажат тоа, така? Точно, да. И бараат, и се обраќаат.
но тие букви, броеви, форми и бои во таа возраст не го провоцира детето, не го стимулира да користи говор. Тоа што е една друга рамка, што ги кажуваме ние академски вештини, што се појавува малку подоцна, кога мозокот е спремен за тоа. Се прескокнува еден цел период овде. Така да играта е многу важна за развојот на децата. Ако ви ги спомнам цртаните филмови сега, па колку треба, колку не треба, какви треба да се гледаат, соодветно на возраста, каква селекција ќе направите? До втората година не смеат да бидат изложени на екрани. Зошто? Да, на ритам, на песнички, сето тоа е супер. Но во тоа што екранот го дава преку цртаните, тие дречиви бои во природата не постојат. Од старт детето се навикнува на таа силна дразба. И потоа, кога ќе ги тргнете цртаните, не ја кажу, не ја коментирам содржината во самите цртани каква е, кога ќе го ставите детето да игра со играчки или во парк да го изнесете, него му е досадно. Затоа што ги нема тие бои? Точно. Не ја добива таа дразба. Не ги добива тие информации толку брзо да се менува сликата. Сите тие ефекти и чуда што се добиваат како стимулација. Затоа денешните деца не сакаат да гледаат мечето ушко? Тоа е ни подразно, значи не сакаат да го гледаат, не сакаат да гледаат цртани ние што сме ги гледале каде што има некоја комуникација, каде што се разговара, каде што разговараат, каде што има интеракција. Денешните цртани се со специјални ефекти, со можеби многу често сум видела нема говор, има некој измислен говор или тој говор што го има е со лоша артикулација. Децата се изложени на тоа и тоа го примаат како модел. Денешните цртани, ние имаме овде македонски цртани, но сепак е проблемот на брзата слика, брзите бои, сето тоа детето го хипнотизира. И колку време, секако дека ќе биде индивидуално него, колку е тешко да се врати во колосек дете до 2-2,5 години кое што има проблеми со говорот, каде што кажува неколку зборови само. Што се случува во на тие третмани, прегледи или ваши активности со тие деца? Кај нас во центарот се удира акцентот на играта. Децата немаат развиена игра и ја развиваме играта и преку играта стигнуваме до говорот. Да, тие деца доцнат во еден момент, но ако се направи добра стимулација, во комбинација, многу важно, родителите да се вклучени во самиот процес, детето може да ги постигне да ја постигне нормата, нели, за кратко време. Мора дома работа потоа. Не може само кај вас 1, 2, 3, 5 часа во неделата во месецот. Јас многу често кажувам, не треба таа работа да биде ајде сега ние ќе работиме, нели? Додека се шетаат во паркот, додека ја возат колата, додека се готви, значи работата со детето е интеракција преку целото време, нели? Не да биде, нели, ние што правиме? Ние возрастните го имаме телефонот. Ние сме модел на детето. Кога сме уморни и не можеме да комуницираме, детето тоа го гледа и тоа посегнува по нештото. Ние се повлекуваме, детето нема да направи интеракција. И затоа не треба да се работи кој знае како, нели, тоа да биде како леле, ама ние не знаеме да работиме. Не. Правете интеракција со детето. Коментирајте се што правите преку денот, кога сте со него. Нели, се зборуваме за нивото на детето. Тоа е доволно. Нема кој знае каква работа, нема кој знае какви играчки. Се може да биде играчка. Се може да биде. Едно капаче. Точно. Едно капаче и од тоа капаче, ако ја поттикнете имагинацијата на децата да направат чуда од тоа капаче. Многу е важен родителот во тој триаголник. Како изгледа, ме интересира и потоа односот. Како гледа детето дека има напредок? Дека го победува оно кое што било во стегите? Многу добро прашање. Многу често јас кај мене во кабинет знам да како кажам... самото се храбри, како самото работи. Точно, кога децата ќе се... Кога гледа дека може да кажат. Кога... Бидејќи сум видел деца кои што сакаат да кажат нешто, а не можат. Точно, немаат... да. Едноставно не може да го изговорат. Точно.
Тука веќе се работи и за орална моторика, нели, сензорни проблеми, сето тоа е. И одеднаш тоа го совладуваат и со стручна работа се совладува. Оралната моторика е многу важна затоа што многу често од децата го имаат концептот. Да, во нивното глава му, ама главче. не може да го изусти. Не може да изговори затоа што оралниот апарат не е активиран воопшто. И тука се појавуваат тие борби. И сега ние како логопеди тоа го превенираме, го коригираме за детето да може да се Како да намести вилицата, јазикот. Јазик, сето тоа. Значи, оралната моторика е многу важна за говорот. Тоа јас кога студирав во 2005 дипломирав, не беше толку тоа, како да кажам, потенцирано. Но со обуки и нели новото време, значи оралната моторика е многу важна. За да се вратам. Да. Кога детето ќе се, јас кажувам, ќе се освести, нели? Кога ќе стане свесно дека таа комуникација му олеснува, тие уште повеќе се даваат за да комуницираат, измислуваат и пробуваат се со оралната моторика за да може да пренесат информацијата што ја имаат или да побараат и да се обратат. Верувајте, многу често тоа го кажувам. Кога детето ќе кликне дека мене ова ми помага, можам јас ова да го направам. Да. Сега ние тука, како терапевти и родителите, треба да му се помогне начинот како тоа, нели, да протече преку артикулаторен апарат. За една година напорна работа, вежбање дома, се враќа во колосек? Да. Имало проблеми до 3 години, на 4,5 веќе е како никогаш ништо да не било, или? Втората до третата имаме во пракса, нели, детенце доаѓа без никаков говор, се труди, сака, со упорна работа и работа на родителите добиваме видеа во градинка каде што рецитира и тоа сето уредно и убаво изгледа. Ја спомнавте градинката. Малку на ти, малку на вие, така ми доаѓа сега професионална деформација. Колку градинката е битен момент? Клучни се градинките. Колку се повеќе децата што имаат проблем кои што се со баби, дедовци, со мајка или татко дома, отколку оние кои што се секојдневно со децата во градинка? Мојот став е, јас секогаш форсирам градинки. Без разлика, нели... Таму има местото на децата. Точно. И интеракцијата меѓу децата, тука нема баба да му помогне на детето. Сам ке треба топлинката, сам ке треба... Топлинка. Ако ја сака таа играчка, тоа треба да се избори од другарчето, нели, да ја земе, да. А како ќе се избори? Со комуникација. Се имитираат модели, нели, сега од градинките се повлекува и нешто лошо, се имитираат и други некои однесувања. Да, затоа се учите од таму, па и ние дома за да... Точно така, но интеракцијата и комуникацијата во таа група на деца е многу важна за тој развој на децата, затоа што баба како баба, мајка како мајка, се е дозволено. Се е дозволено, нели? Децата не се облекуваат сами ако можат тоа да го прават, затоа што баба да не се сопне. Нема да. Така. Да. На малце за мене лоша тема, за вас секојдневна, аутизмот како почеста појава на денешницата. Да кажав лоша, не знаев кој збор да го одберам. Во ред, знаете како, се случува исто и родителите исто тоа го кажуваат, само аутизам да не е. Кога се случува? Не се раѓаш? Или се раѓаш? Првите знаци може да се забележат и третиот месец, шестиот месец, нели? Секундарниот веќе тука на 24 месеци, јас не сум многу компетентна за тоа да го кажувам, но во пракса тогаш веќе може да се постави диагноза. 20 на втората година. Затоа што отсуствуваат доста работи по таа развојна скала. Во новото време има алатка што се вика АДОС, кај нас неодамна колешка ја донесе, и веќе аутизмот станува таков широк спектар што и ние некогаш се запрашуваме дали ова е или не е аутизам. Со таа алатка многу мали, ситни промени кај децата влегоа во спектар на аутизам. Зошто е почесто? Времето ни го наметнува
целиот тој ритам. Ајде вака сега. Се не е Бабата на била саат. изложена. Се не е на саат, се не е на време, се не е на трчање, се не е на што? Што е проблемот? Проблемот е тоа што дишеме, што јадеме, што внесуваме ние. И до тоа. Телото. На каков стрес сме изложени, нели? И мајката тоа го пренесува. Сега има нови истражувања, епигенетиката е сменета. Баш ради тоа на каков стрес се изложени мајките пред во текот на бременоста. И тоа знае да се одрази. Тоа е по најновите нешто што сум го слушнала. Имаше една убава професор беше овде на конгрес и кажа одењето со автомобил на работа, од дома до точката на работа е стрес за бремена жена, особено во урбани градови каде што културата сообраќајна и не е така најдобра. Навистина треба на тоа да се внимава што јадеме, што пиеме, Како колку живееме. што можеме, како живееме. Времето како што е не ни дозволува ние многу да сме опуштени. Колку е зголемен бројот на деца со аутизам? Немам точни. Чисто кај Немам точни податоци, но тука и се поклопуваат оние деца што се со екранизам. Тоа е сосема друго. Да, но некогаш знае сликата, нели, не е дефицитарно одредено екранизамот и аутизамот. Пак јас ќе кажам дека сум логопед сега, не влегувам во детали затоа што кажувам од аспект на тоа што го гледам кај мене во кабинетот. И тенка е границата. Порано се сеќавам, се користеше и псевдоаутизам. Денес веќе тие деца се екранизам. Ги одвоија. Но е бројката голема. Многу е голема. Особено после ковидот. Ние знаеме да ги кажеме ковид деца. Тие деца беа затворени дома. Тие немаја интеракција, тие немаја социализација, тие не се гледаја со баби и дедовци. Единствен извор Телефонот. телефон, телевизор и тие беа затворени дома. После ковидот процентот уште е зголемен. И колку време им е потребна терапија? Многу? Па до крајот на животот да кажеме, ако Со има аутизам? да. А За да се со одржуваат екранизам? вештините. За да се одржуваат вештините. Нема голема разлика? Нема голема разлика. Отсутни се тие деца. Да, има подобрувања, многу, и во едниот и во другиот случај, но тоа треба да се одржува. Тие стекнати вештини треба да се одржуваат. И затоа родителите на тие деца се изложени на огромни трошоци, затоа што тоа не е корективно како за гласот Р, ќе трае 6 месеци, ќе се коригира и чао, пријатно. Не, тоа трае. Го пропознаваат родителите? Алармираат веднаш? Да. Сега веќе, да. Повеќе се исплашени и доаѓаат и прашуваат. Ние не сме тие што треба да го кажеме тоа. На детска клиника има одличен тим. Специјалисти. Точно, ран детски развој. Ние, ако дојдат кај нас се загрижени, ги препаќаме таму. Али може да препознаете. Ама не сте вие тие кои што треба да... Ние си имаме логопедски диагнози. Тие диагнози можеме да си ги кажеме, тие диагнози ги пишуваме во нашите досиеа. Ние не навлегуваме во тој дел. Една ваша колешка сретнав интервју на социјалните мрежи, вели научете го прво детето да се облекува и само да јаде, а потоа да го научите англиските зборови. Тоа што го спомнавме и пред малку. Форми, бои, англиски, некако сето тоа стана како престиж на родителите, како еве моето дете ли тоа знае да го прави. Хајде, јас нема да кажам за облекувањето, ама ќе кажам децата не се хранат сами. Уште се напасирана и блендана храна. Јас од неодамна сум сертифициран тренер по исхрана, по хранење. Се поголем е бројот на деца што не можат да жвакаат, да се хранат, не држат лажица, затоа што За колкави деца зборуваме? Зборуваме за деца од втората година до 8-та година. До 8-та година јадат блендано? Да. Пасирано, блендано, да.
И каде е грешката тука, каде е настанала грешката? Тако може Малку така е да се лоцира? специфично е. Зошто? Затоа што тука сега родителите, таа е малку понова гранка, кај нас особено сега, јас тоа го работам и сега што е проблемот? Не може да се препознае дали е сензорен проблем, дали е орален проблем. И тука родителите преземаат, остави го нека не јаде страв да кетијано. голтне, дека ќе се задави. Точно. И има и такви истории. Деца имаат лошо искуство со задавување од храна и тука се пресекува, нели? Тука емоционално веќе и психолошки се Кашичка ќе се помине, хранат. лесно е, нема проблем. Јас не ги окривувам мајките. Мајките се загрижени тоа дете да биде нахрането. Јасно. Да. Затоа што храната е важна за одржување на животот. Да. И тука се прави се, кашичка, нели? Да. Ќе се пасира. Тоа дете мора да јаде. Но мора да се обратат на кај Колку тренер. повеќе се одложува, толку Поголем е така. проблемот. Да, затоа што нутритивните состојки на блендано и на неблендано или пасирано се поразлични. Особено за поголеми дечиња. После 5-та година Да. треба да жвака, да гризе, да работи да јазик. развива нели вилицата и Точно. И да се надоврзам на колешката, потполно е во право. Ајде да ги вратиме малку работите на основата. Што треба тоа дете да прави за да биде оспособено, за индивидуално да може да ги прави работите, а англиски форми, бои, сака не сака ќе научи. уште една тема имав околу пелтачењето. Пелтечење, да. Како се или кои се причините? Како едно дете почнува да пелтачи? Од страв, од Да, ситуација некоја? да. Колку е тешко тоа после да се донесе повторно назад во... Знаете, има еден момент кога уреден развој, се случува нешто и детето почнува нели да завлекува да пелтечи. Сега, многу често родителите не се свесни што се случило. Има и такви што се знаат. И има временска рамка? Кога може, кога не може? Или може и тинејџер да почне? Или не може? Не сме сретнале до сега, нели? Може да биде тинејџер, но тоа не било превенирано или Некој коригирано. стрес се случило? Стресовите се најголемиот причинител за децата што пелтечат. И ние тука веднаш се ги препорачуваме на психолог. Добро. И даваме време да видиме нели тој стрес да се намали за детето да се врати во норма. Има методи, современи методи, се работи на тоа, но тука најчесто страдаат емотивните деца, тие што се високо сензитивни и Поповлечени, помирни или не е правило? Не е правило. Има и случаи каде што детето се исплашило во сон, Офлеле. нели? И утрото пелтечи, но со добра поддршка, психолог, логопед, тоа се коригира. Но треба да се, нели, да се знае точно како што да се направи пристапот, затоа што има дечиња што тоа пропелтечуваат, почнуваат да завлекуваат, но не се свесни за тоа. Сега тука околината треба да се повлече, да не го освестуваат. И тоа ќе помине. Аха. Има и такви случаи. Ајде за крај еден апел до родителите. Како треба да се однесуваат до младите родители, до тазе родителите, што треба да прават, што не треба да прават, за да не ве блокираат уште толку. Да. Јас знаете, многу често кажувам, дали игра детето? Не игра. Или игра. Како игра? Па реди количиња, во ред. Па тоа не е игра. Ама ние не знаеме да играме. Во ред, еве ви како да играте. Има програми, цел интернет. Да. Ама ние ги изготвуваме, нели? И се треба да ги вратиме малку работите назад и тие да се чека се ние како сме играле, како што рекоте, скапаче со топка, тестото на баба, тенџерето, да поминуваат време со децата. Се може да биде играчка. Се може да биде играчка. Да поминуваат време со децата. Да ја објаснуваат таа игра што се прави. Интонацијски да влезат во комуникација со детето. Повеќе дружба во живо што викам јас. Помалку. Не ве прашав, а сакам да баш не знам дали го имам во прашањето. Околу лигавењето, зборувањето со скратени зборови, со тие се греши? Да.
Зошто? Затоа што вие како родители сте модел на децата. Вие сте идолот. И детето го гледа идолот дека така зборува и детето. Ама така нема да се зборува на 15 години. Нема да се зборува, ама затоа ќе се оди Тие на логопед година, во меѓу две, време, три. па ќе коригираме некои гласови. Нели, се случува, да. Не мора значи дека ќе остане телефонот да се вика фон и на 7 години. Така? Не. Фон ќе го Тоа вика не. дока и 3 години, 3 и пол. Но се случува од таквите мазењи во говорот да се нарушат гласови затоа што детето не ги користи, односно не ги слуша во интеракцијата со моделот. Така? Не го Идолот. изговара правилно. Да, и тоа, но јас тоа го кажувам козметиката во говорот. Тоа не е загрижување. Не е многу страшно, ама да не се практикува. Не е препрашливо. Сите си ги сакаме децата, нели? Цуци, муци, но ајде да им дадеме добар модел како треба да се говори. Бранкица Митревски, јас ти благодарам што денеска беше многу. моја гостинка. Многу ми Се беше надевам пријатно. дека баш ти благодарам. Се надевам дека многу мајки, татковци, родители, баби, дедовци го гледаат овој разговор, па ете еден совет до нив и до начинот како треба да се воспитува и како треба да се однесува со нивните чеда. Благодарам. Консултирајте се. Така, фала ви уште еднаш. Секој добро.